Компанијата Екошпар произведува печки и котли на пелети по највисоки европски стандарди за квалитет. Намалете ги за секогаш месечните давачки за греење со печките Екошпар кои се вистински хит во Европа. Солара, Тукана, Карина, Алба, Аурига, Галена, Комби. Одберете ја онаа што најмногу ви одговара. Екошпар со својот дизајн ќе внесе романтична и топла нишка во вашиот дом, угостителски објект или деловен простор. Насловна страна на денешниот дневник. Додека казнетите професори поради резултатите на екстерното чекаат разрешница по поднесените приговори, во училиштето Братство единство не секојдневен пример на солидарност. Тој студентски марш во Скопје, охридските студенти не го поддржаа. Охридското езеро се загадува кај поградец, јавуваат албанските медиуми. Охридската пошта купури со поштари и шалтерски работници. Директорот смирува, проблемот ќе биде решен забрзо. Принудниот одмор во јавното предпријатие Комуналец не е резултат на слаба финансиска кондиција на предпријатието. На 17 годишната пакистанка Малала и индискиот борец за правата на децата Сатиарти врачени Нобеловите награди за мир. Со најавените содржини започнуваме по временската прогноза. Гледајте на. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид времето умерено облачно со кратки сончеви периоди и максимална дневна температура од 7 степени Целзиусови. Беше измерен воздушен притисок од 1019 хектопаскали, а дуваше и умерен североисточен ветар. Во четврток во поголем дел од Европа ќе преовладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Обилни врнежи се очекуваат во Велика Британија, Бенелукс, Данска и на југ од Грција. Врнежи од снег се очекуваат на север од Велика Британија, Скандинавија и во северна и североисточна Европа. Претежно сончево со локална облачност ќе биде на Пиренејскиот и Апенинскиот полуостров. Дневните температури во главните европски градови ќе се движат од 0 степени во Москва до 17 степени во Атина. На Балканскиот полуостров утре времето ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди и студено. Врнежи од дожд се очекуваат на југ од Грција. Дневните температури на полуостровот ќе се движат од 4 до 13 степени. Во Македонија во четврток во утринските часови ќе има појава на магла која наместа ќе се задржи и предпладне. Во текот на денот времето ќе биде претежно облачно и студено. Утринските температури од 0 до 6 степени, а максималните дневни ќе достигнат до 4, односно до 10 степени. Во Скопје утре во утринските часови ќе има појава на магла која ќе се задржи и предпладне. Попладне времето во главниот град ќе биде претежно облачно. Утринските температури од 4 степени, а максималната дневна ќе се искачи до 8 степен. Во Охрид во четврток во утринските часови ќе има услови за појава на слаба магла. Во текот на денот времето ќе биде претежно облачно. Утринската температура од 3 степени, а максималната дневна температура ќе се искачи до 7 степен. Во наредните неколку денови облачноста ќе се намалува, па така во петок и сабота во Охрид ќе преовладува сончево време. Ново наоблачување се очекува од недела. Утринските температури во Охрид од -7 до 3 степени, а максималните дневни ќе се движат во интервал од 7 до 9 степени Целзиусови. Гледавте метео во соработка со Данкат село Мислешево, Струга. Стоп Шоп и оваа недела
ги препознава вашите желби. Доктор Лайн, гел за туширање, шампон, течен детергент, се по 45 денари. Пепси 1,5 литар, 37 денари. Бајадера плюс 100 грама какао подарок, 359 денари. Орео Чоко, 246 грама, 149 денари. Милкано и сет, 39 денари. Детски чоколаден календар, 59 денари. Чоколаден Дедо Мраз со играчка, 20 денари. Топло, удобно, ефтино, лесно и чисто. Најпрактично решение за пријатна атмосфера во вашиот дом. Камини на пелети и котли за парно. Произведува Милкус Охрид. Најдобар пензиски фонд во Централна и Источна Европа според реномираниот магазин ИПА. Потврда за нашата работа. Мотив повеќе да ја оправдаме вашата доверба. НЛБ нов пензиски фонд. Велат дека сме топли и љубезни луѓе, пресретливи, полни со разбирање. Покажи им ја таа твоја страна и на туристите кои доаѓаат во твојот крај. Лесно е, обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. Стоп Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. Тео течен сапун 66 денари, Феја за садови 500 мл 33 денари, Оскич 1 кг 129 денари, Пастрмка 1 кг 269 денари, Фиш фингери 1 кг 99 денари. Стоп Шоп. Добро вечер. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Поголемиот број од казнетите професори поради резултатите од екстерното тестирање поднеле приговори до училишните одбори. И додека казнетите професори од Охридските средни и основни училишта чекаат разрешница во основното училиште Братство и единство, не секојдневен пример на солидарност. Наградени наставници, дел од паричниот износ ќе го извојуваат за подмирување на казните за тројцата нивни колеги. 15 професори од Охридските средни и основни училишта чекаат разрешница од поднесените приговори до училишните одбори. Тие реагирале на казните кои ги изрече Државниот испитен центар за потврлување на резултатите од екстерното тестирање. Од почетокот на ноември па се досега училишните одбори во некои училишта се прогласиле за ненадлежни, во некои се состанувале по 2-3 пати и се уште не донесле конечни одлуки по приговорите. Конечна одлука има само во гимназијата Свети Климент Охридски, каде што се одбиени двата приговори од професорите. Наставниците имаа право за добиените решенија од ресорното министерство да поднесат приговори не само до училишните одбори, туку и до СОНК. Од СОНК информираа дека на професорите им понудиле бесплатна правна помош, но досега на нивна адреса не се обратил ниту еден професор. Просветните работници на кои училишните одбори ќе им ги одбијат приговорите, правдата ќе може да ја бараат по судски пат. И додека казнетите професори од Охридските средни основни училишта чекаат разрешница, во основното училиште Братство и единство има несекојдневен пример на солидарност. 26 наградени наставници, дел од паричниот износ ќе издвојуваат за подмирување на паричните казни за тројца нивни колеги, информираат од ова училиште. Инаку ТВМ пред еден месец ја објави состојбата со казнетите наставници по училиштата во градов. На казнетите наставници во тек на една година ќе им се одземаат 15% од платата, што во просек би било околу 3000 денари месечно. Според Законот за средно и основно образование, наставниците кои по спроведеното екстерно тестирање ќе добијат 3 години поред негативни оценки од ресорното министерство, им се заканува отказ од работното место.
а против екстерното на факултетите, односно државниот испит кој планира да го воведе владата во високото образование. Денеска, точно напладне во Скопје, студентите тргна на втор протестен марш. Маршот започна на платото на Универзитетот Кирил и Методи, а мирно заврши пред владата. Протестот во организација на студентски пленум добил поддршка од универзитетски професори, средношколци, јавни личности и невладини организации. Стоп за лошите реформи во образованието порачаа студентите на денешниот втор протестен марш против воведувањето на државниот испит на универзитетите. Точно напладне, од платото пред Универзитетот Свети Кирил и Методи, тие, според некои медиуми во поголем број од предходниот марш, се упатија пред собранието, а маршот заврши пред владата. Студентите со транспаренти во раце извикуваа: автономија на универзитетите, нема да се предадеме, никој не може да го спречи гласот на студентите преку индексот ние и слични слогани. Студентите доставија писмо со своји барања на владата. На прво место на списокот е барањето владата да се откаже од планираното воведување на државен испит во високото образование. Ова беше втор протест на студентите под мотото Стоп за лошите реформи во образованието, организирано од Сдруженијето Студентски пленум. Протестот го поддржа и средношколци, професори, родители, граѓани. Студентите поддршка добија и од колегите на Штуловиот универзитет во Тетово, а се протестираше и пред Техничкиот факултет во Битола. Охридските студенти не го поддржаа денешниот марш против воведувањето на државен испит во високото образование. На денешниот марш под мотото Стоп за лошите реформи во образованието, кој го организира студентски пленум, а против воведувањето на државниот испит на универзитетите, не се приклучи охридските студенти. Од студентската организација на Факултетот за туризам и угостителство смета дека новите реформи може да го подобрат образованието и со нив да дојдат до израз оние студенти кои навистина се квалитетни, па затоа не го поддржале протестот на нивните колеги. Мислам дека не е во ред, бидејќи имат некои надлежни кои се на повисоко ниво од нас и кои мислам дека тие треба да го решат тој проблем, а не вака со излегвање на улица и вршење штрајкои, бидејќи на студентите местото им е во факултетите. Од деканатот на Факултетот за туризам и угостителство вела дека се уште не можат да го кажат официјалниот став во врска со воведувањето на државниот испит, бидејќи денес го добиле предлогот за државен испит, односно екстерно кој им го испратило Министерството за образование. Допрва ќе се одржи наставно-научен совет на кој ќе се дискутира по ова прашање. Ставот на факултетот ќе биде доставен до ректоратот, кој пак ќе го поднесе конечниот став по ова прашање на ниво на универзитет. На студентски марш не излегоа ниту студентите од Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле. Оттаму не успеавме да добиеме став за воведувањето на државниот испит и за протестот, бидејќи председателот на студентската организација бил во странство. Охридското езеро се загадува кај Поградец, јавуваат албанските медиуми. Испуштањето на канализацијата, отпадните води и разните хемикалии се заканува да ја уништат флората и фауната. Од Македонскиот билатерален секретаријат за заштита на Охридското езеро смируваат и очекуваат од албанските институции официјални информации што се случува од другата страна на езерото. Отпадни води, канализација, фосфати и разни хемикалии се влеваат во водите на Охридското езеро кај Поградец и го загадуваат, јавуваат албанските медиуми. Ваката состојба се заканува да ја уништи флората и фауната, алармираат медиумите од другата страна на езерото. Јавуваат и за високо присуство на фосфати и други загадувачки материи, кои се причина локалните власти да реагираат на заканата од уништување на рибниот фонд. Дејан Пановски од билатералниот секретаријат за заштита на Охридското езеро за ваквите јавувања на албанските медиуми вели дека треба да се почекаат официјални информации од албанската страна што точно се случува. Пановски смета дека се работи за редовен проблем, а не за поголеми еколошки инциденти. Во оваа ситуација, она што е позитивно е што медиумите и албанската јавност почнаа да реагираат посилно во насока на заштита на Охридското езеро. Сензибилизацијата од албанската страна ќе придонесе за посериозен однос околу езерото и неговата заштита, смета Пановски. Секогаш имало моменти каде што се сензибилизира јавноста околу евентуални загадувања, но никогаш не сме биле во ситуација да биде тоа нешто алармантно или загрижувачко или пак да го уништува живиот свет во Охридското езеро. Така да ќе ни треба само деновиве да се изјасне официјално албанската страна зашто точно се работи, дали се работи или е само некаква
проекција и чисто сензибилизирање на јавноста по прашањето на Охридското езеро, што е добра страна на целата приказна. Пановски нагласува дека во Албанија постојат институции, предпријатија кои управуваат со колекторскиот систем и менаџираат со цврстиот отпад, од кои билатералниот секретаријат ќе побара информација што точно се случува. Поштата во Охрид има кадровски дефицит од најмалку 20 лица. Директорот на Охридската подружница на Македонски пошти Сејфула Хани очекува овој проблем да се надмине во 2015 година. Тој категоричен во својот став, дека и покрај проблемите со кои се соочуваат, Македонска пошта добро се држи и останува и понатака препознатлив бренд на државата. Охридската пошта кубури со поштари и шалтерски работници. Дека има потреба од нови вработувања потврдува и директорот на Македонска пошта подружница Охрид Сејфула Хани. Во моментов околу 20 работни места се празни и потребно е нивно потполнување. Првиот човек на Охридската подружница додава дека прават напори за брзо време да се надмине овој горлив проблем и веќе од Министерството за финансии чекаат согласност за нови вработувања. Според законот имаме монопол за поштенски услуги, нарочито за работата што ја вршаат поштарите, за доставувањето. И мислам дека тука малку имаме, не малку, него доволно недостаток на кадар. Исто така имаме недостаток и за шалтерските вработени. Имаме потреба и сме во текст со дирекција, со генералниот директор, сега нов, и имаме една стратегија заедно сигурно со владата, зашто, како што знаете, мора да имаме согласност од Министерството за финансии. Бидејќи немаме сега кадар, ние се трудиме, значи сепак да бидеме со таа, мислам, кадровско решение што го имаме сега, да го исполниме тоа што веќе го бараат граѓаните. Проблем има и со опремата на поштарите. Тие немаат соодветна униформа и превозни средства за доставување на пратките на терен. Хани нагласува дека веќе работат на решавање и на тој проблем. Мислам дека и тоа за кратко време сигурно ќе биде решено. Имаме недостаток нормално и за облеката и за поштарите, и зашто секоја втора година ние ги менуваме. Ова, мислам, требаше последната, мислам, тура, требаше минатата година да биде тоа реализирано. Али сепак очекуваме, зашто ние ко пошта нормално дека имаме и други, мислам, недостатоци технички, така што полека ги решаваме. Не е толку лесна професијата на поштарот, али сепак мислам дека од тоа што јас овде гледам, некои големи или поголеми забелешки немаме. И покрај тоа што во Охридската подружница имаат кадровски дефицит, впечатокот на Хани е дека граѓаните на Охрид се задоволни од услугите кои ги добиваат од Македонски пошти, бидејќи досега до нив не стигнале некои посериозни забелешки. Директорот очекува 2015 година да биде година на инвестиции во Охридската пошта, посебно во делот на модернизација на обезбедувањето на објектите. Во Охридската подружница има 162 вработени, распределени во 23 поштенски единици. Годинава до месец август, како што нагласи Хани, бележеле позитива од 4 милиони денари. Дел од вработени во јавното предпријатие Охридски комуналец пуштени на принуден одмор. Директорката на комуналец Елена Скрчевска објаснува дека тоа не е резултат на финансиската состојба во која се наоѓа предпријатието, туку е дел од програмата за принуден одмор која предпријатието ја спроведува веќе 5-та година поред. 25 вработени во јавното предпријатие Комуналец моментално се на принуден одмор. Во месец јануари и февруари други две групи од по 25 вработени во ова јавно предпријатие ќе бидат пуштени на 70%. Директорката на Комуналец Елена Скрчевска објаснува дека нема место за загриженост, бидејќи ова програма за принуден одмор предпријатието ја спроведува веќе 5-та година поред.
Причина за тоа е намалениот обем на работа во зимскиот период, како и завршувањето на договорите на сезонските вработени. Ова програма се носи на управен одбор и сите раководители во предпријатието се запознаени со спроведувањето на истата. Се наметна прашањето дали можеби ваквиот чекор се превзема поради лошата финансиска состојба во која се наоѓа предпријатието. Во никој случај. Предпријатието е во добра финансиска состојба. Оние проблеми кои што беа во почетокот на претходната година, дел се санира. Почнавме редовно да го враќаме кредитот на Охридска банка, немаме проблем со тоа. Редовно се извршуваат платите, тековните обврски према добавувачите ги пратиме. Останува само уште еден дел од судските извршни решенија кои се надевам дека до догледно време ќе се регулисаат и тие. Од месец март предпријатието повторно почнува да работи со полна пара и да се подготвуваат за наредната летна сезона. Сега Комуналец засилено ќе е ангажиран за престојните новогодишни божикни празници, како и за големиот христијански празник Водици. Ние сме дел од она што значи уреден Охрид, уреден град и ќе учествуваме со сите наши, било дале возилата, било да се вработените и за украсување на градот и за одржувањето на целата јавна површина во градот. Јавното предпријатие Комуналец ке работи на уредување на двата влеза на Охрид. На источниот лес веќе се направени некои хортикултурни зафати, посадена е трева, дрвца и цвеќиња. Се чека идејно решение од секторот за екологија при локалната самоуправа, за да се постапи според него, објаснува директорката на ова јавно предпријатие. По дневникот на програмата на ТВ имате можност да проследите снимка од свечената академија во чест на Свети Климент Охридски, патрон на градот, која се одржа на 8 декември во Националната установа Центар за култура Григор Парличев. Изведување пред лицето на правдата на одговорните за бруталните сослушувања на ЦИА бара специјалниот представник на Обединетите нации за човекови права. Врачени Нобеловите награди за мир на 17-годишната Малала и борецот за правата на децата Сатијарти од Индија. Метеоролошката бомба го погоди северозападниот британски брег. Следуваат вестите од светот. Специјалниот представник на Обединетите нации за човекови права Бен Емерсон и повеќе организации за човекови права повикаа на кривично гонење на американските официјални лица кои биле инволвирани во програмата на така наречените брутални сослушувања на ЦИА врз осомничени за тероризам. Синоќа Комисијата на Американскиот сенат за разузнавачки активности го објави извештајот кој содржал детали за нечовечките методи и постапки при испрашувањата. Според Емерсон, Соединетите држави законски се обврзани да ги изнесат пред лицето на правдата представниците од администрацијата на Џорџ Буш, кои ги планирале и ги одобрувале злосторствата во затворите на ЦИА ширум светот. Денеска во Осло им беше врачена Нобеловата награда за мир на годинешните добитници Малала Јусуфзаи од Пакистан и на активистот за детски права Каилаш Сатијарти од Индија. Пред церемонијата тие ја истакнаа важноста за обединување на луѓето без оглед на границите и верите, со едуцирање на децата и со нивно ослободување од сиромаштијата. Малала, која во 2012 година беше застрелана од талибанците поради нејзината кампања за едуцирање на девојчињата во Пакистан, најави политичка кариера откако ќе го заврши студирањето во Британија. Таа со своите 17 години е најмладиот добитник на Нобеловата награда. Силни ветрови и огромни бранови го погодија северозападниот британски брег, а се очекува метеоролошката состојба да се влошува. Луѓето во делови од Северна Ирска и Шкотска се предупредени да бидат подготвени за невреме во кое се очекува ветерот да достигне брзина и до 130 км на час. Така наречената метеоролошка бомба која се формира јужно од Гренланд се очекува да ги погоди британските острови во следните 24 часа. Од ноќеска се откажани повеќе фериботски линии, како и возови во делови од земјата, а околу 17.000 домаќинства на островите на северот од Британија се без електрична енергија. Во северните делови од Шкотска, училиштата и градинките се затворени. Прекинот на огнот меѓу украинските сили и проруските сепаратисти во источна Украина во голема мера се почитува и на вториот ден од прогласувањето. Делумно прекршување на примирието имаше вчера, но двете страни изјавија дека борбите во регионите на Донецк и Луганск се значително намалени. Украинската војска пријави 11 прекршувања на примирието, додека бунтовниците соопштија дека украинските сили 7 пати го прекршиле прекинот на огнот. Властите се надеваат дека продолжувањето на примирието може да
да доведе до повлекување на тешкото вооружување од зоната на конфликт. Во конфликтот на истокот од Украина од април до сега загинаа повеќе од 3400 луѓе. Ова е се што подготви информативната редакција за денес. Ви благодарам на довербата и пријатно.